СДСМ си го бара тој лидер од шинелот што ќе може да биде тој што СДСМ ќе ја предводи. Затоа велам Димитар Ковачевски стана председател на СДСМ од позиција министер за финансии. Многу мина граѓани рекоа чекете да си го видиме премиерот. Ние го немаме виде. Тоа е малку проблем во комуникација со јавноста. Можете вие, најда не речам тотален, ама приличен анонимус да ставите да ви ја води партијата и да очекувате дека таа партија ќе победи на изборите. Како би изгледал според тебе и како би требало да изгледа профилот на, речеме условно кажа, новиот лидер на СДСМ? Кој мислиш дека се условите што треба да ги читам да ги дека исполнува? Јово Деспотовски нека го Не, спомна, ама мислам дека тоа не иде муабетот од прв до последен. Што Благојче мислам дека да бидам крајно коректен, да не именувам лични. Не па за тоа не сакам да збориме Не, за име, сакам профил да добијам. Крајно коректен да видам, да не се почувствува некој навреден да речеме. Прво мене ако ме прашате треба да најдат профил на човек кој максимално, што се вели, може да ги обедини сите внатре партиски раскарани струи, структури, бидејќи СДСМ е навистина чудна политичка партија. Пообединете во опозиција отколку кога ќе дојде на власт, па се создаваат фракции, се создаваат крила, па работат едни против други, си ги вадат аферите едни против други, нарачки си прават, извини само. А не и на власт има си ваде афери и нарачки. За власт зборам. Во опозиција се посплотени отколку на власт. За разлика од ВМРО ДПМН кои кога ќе дојдат на власт, апсолутно се бетони, имаат една партиска хиерархиска команда. Прво сакам да кажам им треба човек кој ќе биде најмал заеднички содржател за сите што ќе речат во најмала рака добро или не негативно мислење. Во смисла членовите да речат да, ово е прав социјалдемократ, ово е изворен социјалдемократ, што ајде сега да не звучам грубо, го поставува и прашањето на легитимитетот на досегашниот претседател на СДСМ и премиер. Тој беше од заменик министер за финансии директно катапултиран да биде прв човек и на македонската влада и на политичката партија. Тоа создаде проблем на легитимитетот негов кај членството на СДСМ. Ама он победи бе на избори, Благојче. За Димитар Ковачевски. Да бе, со 33.000 гласови победи. Предходно Заев победи со 70. Не, само извини, победи, ама протеже му беше Зоран Заев. Му беше и структурите на Зоран Заев. Како у сите партии предходно. Како во сите партии. Сега, тоа е точно. Тоа е точно. Не мислам дека беше проблем на легитимитет, имаше шанса. Добро, ама види, не беше толку, како да кажам, СДСМ си е лидерска партија. ВМРО ДПМН уште по лидерска партија. Значи ние имаме тип на, не знам, лидер како што е Бранко Црвенковски, што вела дека имал харизма и кога ќе се појавил на никош не му сватив. На митинзи, зборам за СДСМовското гласачко тело. Ме разбираш. И сега кога ќе се појавил на митинзи, не знам, се создавало таква аура околу Бранко, хистерија, сите Бранко го сакале во СДСМ и сакам да кажам СДСМ си го бара тој лидер од шинелот што ќе може да биде тој што СДСМ ќе ја предводи. Не сакам јас да го навредам досегашниот лидер Димитар Ковачевски, ама мислам дека од аспект на поистоветување на целото гласачко тело на СДСМ со него го немаше тоа, ме разбираш. Од втора работа што Димитар Ковачевски членството не се точно тоа, не се идентификуваше. Не само тоа. Второ, мене ако ме прашате, секакво мислење можеме да имаме за Зоран Заев, нема да го коментирам, ама Зоран Заев стана претседател на СДСМ во 2013 година после 3 изборни победи во општина Струмица од позиција на подпредседател во време кога Никола Груевски беше најак изборен политичар во Македонија, односно победуваше на сите избори све живо и диво од локални претседателски, парламентарни и само условно кажано СДСМ остануваше бастион во Струмица. И сега од таква позиција, со такво искуство на водење на политички битки како што имал Зоран Заев 2005, 2009, 2013, он изгради некој си лајт мотив дека после Бранко он ќе може да биде тој што може да го замени Бранко, а има
и политичко искуство за избори, што е многу битно за еден лидер, и изборни победи да се создаде аура. Затоа велам Димитар Ковачевски стана председател на СДСМ од позиција министер за финансии, честни да бидеме, многу мина од јавноста не го знае како лик во јавност. Сега јас и вие што пратиме политика, ја знаев Димитар Ковачевски дека е министер за финансии на заменик. Се извинувам, заменик министер за финансии во владата на Заев, знаев дека доаѓа да речеме од Телеком, ама многу мина граѓани рекоа чекете да си го видиме премиерот, ние го немаме виде. И тоа е малку, како да кажам, еден вид на деградирачки. Па не само деградирачки, проблем во комуникација со јавноста, ете така да се изразам, не можете вие тотален, ајде да не речам тотален, ама приличен анонимус да ставите да ви ја води партијата и да очекувате дека таа партија ќе победи на изборите. Затоа велам да не должам конкретно на прашањето, они мора да најдат лидер во кој не може 100% од луѓето да те сакаат. Па ама најголемиот извини заеднички содржател да биде преку 70-80% од членството да рече и да. Треба човек кој што ќе ги обедини и ќе има позитивен импулс кај тоа членство кој ќе тргне по општинските организации. Треба... А не да ти дојде некој, ајде не го спомнам што го спомнавте вие, претендентот Јован Деспотовски, ама вие ако стаите човек после ваков изборен дебакал и да тргне по општинските организации што се деморализирани, партиски руинирани, без никаква волја, сите дури се прашуваат дали ќе остане СДСМ како доминантна политичка партија или ќе се пасокизира, вие да отидете како човек и да рече половина од членството кај го најде овој или кај го избравме овој или не знам овој или ќе не враќа, кога ќе почнат веќе да се сомневаат во вашите капацитети, вие губите веќе дома губите од своите, па како сакате да победите, да додадете плюс. Вие имате тврдо гласачко тело, но освен тврдото гласачко тело треба да предубедите неопределени гласачи дека треба да гласат за вас, за да дојдете на избори. Ако вашето гласачко тело и членство се сомнева во вашиот капацитет, што правиме за останатите? Затоа велам дека кај нив ќе биде прво треба изборот... да инспирира доверба човекот, треба да инспирира промена, авангарда. Точно. Во овој момент СДСМ мора да избере човек кој што се согласам најмал заеднички содржател треба да биде во смисла треба да има комуникација и со Скопското крило, и со ветераните, и со да ги обедини сите, Александар, Струмичкото, така. И Кумановското, и не знам кој е се не крило. Сите да ги уважи, се нешто што значило во СДСМ. Да не биде овој како се вика, да не биде суетен, треба да биде отворен, да ги собере сите, да ги прими сите, да им даде простор политички, телевизија, медиумски и така натаму и така натаму. Ама и треба да смисли нова приказна што ќе ја продае, тоа е си е ниво, имаш пиар стратези експерт. Окей, ама што она што го вели Апасиев вели социјалдемократијата веќе не е секси. Нели, општо во Европа се случува тој процес, го гледаш и ти, сме го коментирале, мислам дека у претходните емисии се бара нешто порадикално. И сега веројатно ќе треба да фати и самата партија некоја порадикална струја за да може да се надпреварува и со знам и со социјалдемократијата, левицата, десницата или без разлика која идеологија во суштина не се никаде секси. Сега во моментот се хибридни секси беше ВМРО. Не. Хибридни решенија или решенија кои што се однесуваат на моменталните проблеми на луѓето или на среднорочни проблеми на луѓето, тие се секси. Дали ќе бидат левичарски, десничарски, центристички решенијата, тие се тоа е популистички. Па популизмот е сега ама треба да најдат они простор у кој што ќе бидат популисти. Во популизмот. Тоа ако затоа што ВМРО им затвори голем дел им покри голем дел од целиот спектар на гласачи, не само ВМРО. И знам и левица зема у 630.000 гласа, ВМРО земал 430, тоа се 560. Значи вие кој ќе видите политиката на ВМРО, знам и левица против францускиот предлог, односно не по секоја цена во Европската унија, јас тоа што го велам, одење со глава во зид, таа политика
Дали е погрешна или правилна, не ја коментирам, ама ја гласале 560.000 луѓе за ВМРО ДПМН коалицијата, знам и Левица. За вас гласале 150. Значи вие ќе си ги преиспитате и ставовите во однос на тоа дали ти го велиш порадикално. Не е тоа радикално. Вие мора да искомуницирате со тие членови кои јас знам и луѓе кои велат мојата фамилија вика потекнува од партизани, мојата фамилија вика потекнува од комунистичката партија на Македонија, потоа преобразена во СКМ ПДП, денешниот наследник СДСМ. И сега тие луѓе кои, не знам, Зоран Заев даде интервју за БГНЕС, тоа може е најнесрекното интервју во историјата на Македонија дадено од еден премиер, каде што ти вели, па не, бугарите не беа толку окупатори, не имаме многу послична историја, тие ни се браќа, тоа го даде, јас се прашувам дали го даде во намера да им се додвори на бугарите за да се тргне ветото, бидејќи веројатно тогаш беше очен, сакаше да направи све за да го тргне ветото, за деблокада, па му се случија локалните избори и свати што му се случи. Он очекуваше дека ќе успее со тоа интервју да деблокира евроинтеграцијата на Македонија. Ама тоа интервју дадено во февруари 2021 предизвика реакција на Бранко Црвенковски. Пред локалните беше тоа. Пред локалните во февруари. Предизвика реакција инстантно од Бранко Црвенковски да каже дека тој е запрепастен и дека ова СДСМ не е негово СДСМ што го градил 2 децени. А тоа е нели таткото и неговата ДНК е вградена во СДСМ. И сега таков човек кој ќе даде таква запрепастувачка изјава со која се оградува од тоа интервју и тие политики на неговиот наследник, председател на партијата, воедно и премиер која води државата, после ќе имате нормално формирање на политичка партија, знам, и цели контингенти на гласачко тело кое било СДСМовско, ама запрепастено таа изјава, што велам дека се сметаат за, како кажав, фамилиарни наследници на партизани, на учесници во народно-ослободителна борба и така натаму, што апсолутно им е битно за нивниот фамилиарен бекграунд, и нормално дека тие ќе ви се осипат гласови на контото на партија, знам, која вели е формирана на база на стомските принципи, односно тоа што Зоран Заев, ја не знам со кој памет тргна, сметајќи дека тоа ќе помине бегло меѓу не македонскиот народ или граѓан или гласач. Тоа не му помина бегло во неговата партија. И тоа е